Добар ден. Прво, благодарам што не примивте, нели малку да поразговараме за Божикините празници. Ви благодарам и на вас за одвоеното време и одвоениот простор, бидејќи како што гледаме некако како црква, немаме многу простор по медиумите за некои едукативни емисии и секоја ваква покана ни е повеќе од добредојдена и се радуваме на ваквите емисии. Најпрво за оно што е многу препознатливо, односно кршењето на лепчето на Бадниковата вечер. Некои тоа, особено во Западна Македонија, го прават за Стара Нова година, за Василица. Од каде е потеклото, односно верски, нели, според религијата, од каде е потеклото и зошто се крши лепче со парички, зошто е на два различни датуми, зависно од семејството? Па вака во Источна Македонија, во Бугарија и во Србија, тој обичај на кршење на лепчето со паричка се прави во очи пред големиот празник Рождество Христово Божик, нели како што кај народот е познат како Бадник. Како празник не е забележен и регистриран во православната хертологија. Хертологија е наука која што се бави гранка од теологијата, која што се бави за начинот на празниците, како дошло, начинот на празнувањето, од кое време почнува. Повеќе овде се работи за еден, да речеме, народен обичај, посебно познат во Србија, каде што луѓето, зборуваме за векови и векови пред денешниот период, се собирале, сечеле дабови дрва, се собирале, да речеме, на сред сел или на некои места каде што имал народен собир, каде што палеле огнови да се, буквално да се згреат, на еден тивок, достоинствен начин го ја чекале веста за раѓањето Христово и како таков тој обичај останал, нели, запазен и во овие краишта, но за жал денешната практика која што имаше до пред неколку години веќе, да речеме, во изумирање. Луѓето се собираа по мала палеа бадникови огнови. Знаеме дека 6 јануари е ден кога се подготвуваме за нерадосната вест за раѓањето Христово и ден кога што се треба, нели, и телесно да постиме и со нашиот ум и со нашите срца буквално молитвено да бидеме воздигнати и радосно да дочекаме онаа вест. А тие собири, за жал, добија една, пак ќе кажам, за жал, една нехристијанска димензија, бидејќи се претеруваше со пиење, се користеше мрсна храна, што, да речеме, од една страна беше нелогично. Се собираме во име на Бога, а не ги почитуваме основните начала, дека, нели, тој ден е пост и треба да бидеме молитвено да се подготвуваме, нели, за да се соединиме со телото и со крвта Христова, односно да се причестиме, нели, да бидеме активно, да земеме учество на богослужбите. И поради тоа ние како црква апелиравме и пак ќе кажеме за една голема радост, овие обичаи веќе речиси се скоро изумрени. Таа практика имаше смисла кога ја практикуваа нашите дедовци, прадедовци, бидејќи сето тоа имаше една навистина богослужбена димензија, се беше во слава на Бога, се беше тивко, достоинствено, радосно пред се во срцата на луѓето. И како таква практика, ајде ќе речеме во наводници, не е правилно, бидејќи, пак ќе кажам, не е позната на црковното предание, но како таква е навистина убава, бидејќи во ова динамично време во кое што живееме, буквално како семејство немаме време да се собереме на една заедничка трпеза, па така на овој ден луѓето се собираат на заедничка трпеза, се подготвуваат за радосната вест за раѓањето на Богомладенецот. И како таква навистина не ни пречи ниту во каноните, ниту во литургискиот дел. А додека она што се практикува во Западна Македонија, што е поправилно, посебно за Василица, бидејќи од житието на светиот Василий Велики знаеме дека тој на еден чуден начин му било побарал од верниците да дадат пари, односно кој што има од имот за откуп за да не бидат погубени христијаните, но знаеме дека императорот кој што го дал указот за погубување на христијаните во меѓувреме се упокојува, па така тој дошол до една незгодна ситуација, бидејќи имал собрано многу богатство, не знал од кој од колку зел, па така просветлен од духот решил по завршувањето на литургијата во замесените лепчиња да стави од даденото злато и сребро и, нели така, бидејќи тоа не е негово, да не го присвои со цел да го запази, нели, и заветот на сиромаштво, решил да го врати златото на сите луѓе. Овде
по Божја промисла, по Божјо допуштение за радост на сите христијани за прославување на Бога, секому во лепшето го нашол оно буквално што го дал како дар за црквата. И како таква традиција е поправилно да се практикува во чест на светиот Василий Велики, бидејќи се запазува едно сведоштво за едно големо чудо што се случило. Но пак ќе кажеме, без оние надминување на црвените линии на христијанско и достоинствено однесување. Посебно во Источна Македонија има некои практики за Стара Нова година се игра карти, се игра комар, бидејќи таков бил обичајот, што навистина е апсолутна глупост и тотално нешто што е спротиставено на оно што го учи православната црква, бидејќи знаеме дека комарот и хазардот воопшто се смета како порок и како таков, ниту како црква благословуваме, ниту е допуштено да се празнува таков вид на празнување. Што е со оние божикни поворки вадникови што ги спремате секоја година? Не се сеќавам точно дали е тоа нешто што трае подолг период, зашто годиниве гледам дека е доста интензивирано, не само тука кај вас во Кочани, туку секаде во Македонија, каде што дечиња одат и пеат за бадник. Јасно, таа е една древна византиска традиција која што буквално воскресна ја обновивме во нашата македонска православна црква. Идејата не е започната од Кочани, ние всушност меѓу последните почнавме да практикуваме. Свештената Бигорска обител најпрв ни почна таа иницијатива со организирањето на бадниковите поворки како едно воскреснување и добивање на една вистинска димензија на тоа како треба да се празнува овој празник, бидејќи не само во Кочани, не само во Источна Македонија, туку на ниво на целата Македонија имаше на денот Коледе, како што го нарекуваат, имаше еден обичај дечиња да одат од куќе на куќе да пеат песни кои што навистина немаат ниту логика, ниту некаква допирна точка со она што се подготвуваме како црква, ниту со воопшто Христос не се ни споменуваше, туку пеа некои песни како паднала греда, го убило дедото, ако не дадат домакините пари ќе им бидат скршени прозорците. Апсолутно немаше никаков додир со православието таквата практика. Навистина добро е да се зачуваат некои традиции, но ние како црква се грижиме и се трудиме да ги запазиме оние традиции кои што се имаат богослужбена димензија, кои што се во склоп со православното предание и таквите песнички кои што некои од нив дури има и еротска содржина што не е долично дечиња од предшколска возраст да ги пеат. Се возобнови таа идеја за бадникови поворки, каде што дечиња со звездички во раката одат и ја пеат песната Вечниот Бог, кој што многумина велат дека е ново компонирана, дека е измишлотина некоја да речеме на црквата, што не е точно, се работи за една византиска песна, Анархосотеос се вика на гречки, кој што е преведена на македонски, каде што буквално се пее дечињата како црквата ги третира нив како ангели, бидејќи до 7 годишна возраст немаат буквално грев и буквално со нивното пеење, со нивното ангелоподобно и однесување и пеење, ја донесуваат веста, шетајки низ улиците ја разгласуваат веста дека утре Христос ќе се роди. Убава традиција која што ја запазуваме и секоја година за наша голема радост се поголем и поголем број на дечиња се пријавуваат, а веќе уште не дошол месецот уште не дошол месецот декември, дечињата прашуваат дали ќе има поворки и навистина има и дружба меѓу нив, се соединуваат, се заедничарат, се другаруваат, и се запазува она, да речеме, христијанска димензија на празникот, кој што е навистина приубава и е за пофалба. Морам да ве прашам, бидејќи тоа веројатно ќе оние кои ќе го слушаат ова ќе ги интересира доста. Тоа нам ни е од генерации на генерации пренесено, да речеме, како некое сознание, дека не се пере, не се чисти, не се пегла на одредени празници, одредени датуми, па на овие еден од најголемите христијански празници. Што смеат луѓето домашните работи да прават, а што не се прави и зошто? Па видите, таквото предание навистина беше и на нас интересно и така истражувавме многу околу тоа. Одговорот на таквите практики, да речеме практикување на верите, треба да го најдеме во народниот фолклор и да се навратиме во времето во кое што живееле нашите предци, бидејќи знаеме дека технолошки не биле толку напредни како што сме ние денес. Денес реално никој не пери, пералните ја вршат таа работа. И замислите тогаш во тоа време да
требало буквално жените товарени со корита, со сите алишта, да одат на реката, нели, да перат, да се враќаат. И наистина тоа одзимало многу време. И тогаш тие, ако правеле такви работи, ќе немале време ниту простор, нели, да посветат на Бога, ниту да посетат богослужби или литургии. И така, имајќи една практична причина, за да одделат време на Бога, за да посветат време на Бога, да бидат Исус е местото и што е најважно, да бидат дел од православното богослужение, од светата литургија, тие денови не практикувале да работат се со цел едноставно, нели, да, пак ќе кажам, да го посветат своето време на Бога. Сега во ова време навистина срамно и жално е да се жалиме дека, нели, и да измислуваме некои правила дека не се пере, бидејќи машините ја вршат таа работа. Но дали сме и машините да ги пуштаме? Ако, нели, сега сме во едно друго време, каде што и за во контекст во кој вие зборувате и жените не е оделена работа. Да, сега јасно. одиме сите до 5 часот на работа. Препорачливо е, значи, начинот на кој што се пишувани некои канони и правила треба да се прилагодиме, пак ќе кажем, на времето на кој што се во времето во кое што се запишени. Смислата и целта на тие канони е да не се заборува богослужбената димензија на денот и, нели, да не се заборува и да не се губи она, да речеме, додир со светата божествена литургија. Ако одиме по таа практика на неголемите празници, ние свештениците највеќе работиме, бидејќи тој ден и многу луѓе доаѓаат, имаме, нели, секакви треби, крштевки, венчавки, нели, не дај Боже, погреби. Тоа е дел од нашето секојдневие. И ако одиме буквално, тогаш ние најмногу грешиме по тоа правило. Навистина, доколку е можно да се избегне некоја тешка физичка работа, тоа е пожелно, но сепак најбитно е да се присуствува на светата божествена литургија, да се оддаде она почит која што треба да имаме и љубов пред се кон Бога, па после, нели, да ги тераме семените работи нормално, дека треба да се сготви за хигиена, нема никаков проблем. Ворете, останато е во практика, буквално вградено во нашето ДНК, дека на такви денови ние, да речеме во моето семејство на неголемите празници, како да речеме Великден Божи, практикуваме воопшто да избегнуваме секаква било каква работа, бидејќи тој ден се знае. Одиме на света божествена литургија, луѓе доаѓаат или одиме во слава на празникот и тоа е тоа. Затоа и во неделата кога се вели, нели, денот да се посвети на Бога. Посветувањето на Бога не е ние да спиеме до 12 часот и ништо да не работиме. Мислам, тоа е апсолутна глупост. Тоа веќе навлегуваме во мрзливост. Од нас, како православни христијани, тогаш се бара да појдеме на света литургија, да бидеме дел од заедништвото кое што ни го нуди нашиот Бог, бидејќи Христос самиот во светото Евангелие запишано, каде што има речено, каде што се двајца или тројца собрани во моје име, јас сум со нив. А токму тој собир, токму тоа заедништво се случува на светата божествена литургија, каде што Христос одново се раѓа, одново се предава, одново се распнува, одново воскреснува и се вознесува на небесата, а ние, како верници Христови, бидејќи самата света причест ни идентитет на нас православните, самиот збор причест, значи част, дел, да се стане дел од нешто, а тоа е токму тој дел каде што ние стануваме дел од Бога и Бог станува дел од нас. И навистина не се точни тие толкувања, пак ќе кажам, да спиеме денот да го поминеме во мрзливост, а да не посветиме, нели, она заслужено време кое што Бог од преголема љубов се ни дал на нас, а ние во текот на една седмица да не можеме да одвоиме еден час, нели, да отидеме на света божествена литургија. Тоа е смислата на... Така, неколку пати споменавте дека треба да се оди во црква, треба да се оди, нели, на служба. Колку луѓето во денешно време реално одат во црква, оние кои се верници и кои се христијани? Па, можеби ќе звучи нескромно, но нашата македонска православна црква доживува една своја духовна ренесанса и навистина се поголем и поголем е бројот на верници и луѓе кои што доаѓаат, зборуваме она правилно практикување на верата, не номинално, нели, попатно поменување и запалување на свеки, донесување некој дар или нешто слично, каде што мислат дека завршиле својата обврска кон Бога. Се зголемува бројот на оние што, да речеме, постат, се причестуваат, земаат активно учество во богослужбите и се трудат нели, да растат по мерата Христова, да го преобразат својот живот и да живеат навистина христијански добродетелен живот, иако живеат, нели, во урбана средина. Бројот е се поголем, посебно не радува учеството на дечињата кои што доаѓаат
исто така на црква буквално ги отстојуваат повеќе од возрастните самата богослужба и нели на секоја недела се причестуваат и стануваат дел од Бога. Ви благодарам. Благодарам и вам.